Во моментов има недостиг на ленти за мерење на дијабетисот тип 2, а на лицата болни од дијабетисот тип 1 им се даваат само по неколку ленти. Веќе 3 месеци немало ниту глукомери за мерење на шеќерот, додека пак државата со години немала слух ниту за новата иновативна таблетарна терапија, да ја стави на позитивната листа, па едно лице со дијабетис тип 2 мора месечно да одвои за лекови до 50 евра. Овие проблеми, дополнети со честите кризи на недостиг на инсулин, крајно негативно влијаеле врз дијабетичарите во Македонија. Тоа значи инфаркти, мозочни удари, кетоацитози, дијабетични стапала, ретинопатии. Тоа како нема и се одложува лечењето, третманот, веднаш имате компликација на краток рок. На долгорочно, значи имаме повеќе одливање на пари во пари, во боледувања, во исплата на трошкови за лечење на тие луѓе, наместо да ги набавиме посовреме и редовно континуирано им се даваат. Исто така државата не ги става на позитивната листа ниту сензорите за континуирано мерење на гликемија за младите и децата дијабетичари, чиј број бил во пораст после ковид пандемијата. За децата да избегнат да по 10 пати да си ги буцкаат прстите, односно само со читач да може да поминат преку рамото и да видат колку им е гликемијата, им обезбедуваат безбеден престој на нашите дечиња во градинка, во училиште, мирни ноќи за спиење, затоа што доколку детето не носи сензор, ние родителите сме должни да ги местиме алармите на нашите телефони на секој 2 часа, да не будат за да им измериме гликемија за да не се случи она најлошо. Токму за заштита на правата на дијабетичарите во Прилеп се формираше ново здружение Сина револуција. Ова ново здружение Сина револуција ќе се залага претежно на едукација како на самите дијабетичари, така и на професионалните медицински лица. За прв пат кај нас од 1 март се отворило и онлайн советувалиште за лица со дијабетис, организирано од Клиничката болница за ендокринологија. Да се едуцира населението од стручни, компетентни лица, оди ако се научи дијабетот, само тогаш може да се менаџира. Во Македонија има 116.000 лица со дијабетис, од кои 145.000 се на инсулинска терапија. Од нив 600 се деца и млади до 18 години.